Добра вечер, почитувани гледачи. Вие сте со програмата на КТВ, следува Дневникот. Кавадарци доби регионално подрачно одделение на СОС Детско село. Примерна цел на истото ќе биде зголемување на свеста кај жителите од регионот за згрижувачки семејства. Благодарност до СОС Детско село и секако општина Кавадарци и градоначалникот за овие напори кои што ги направи изминативе месеци, да навистина центарот кој што ќе се денеска ќе го промовираме токму тука во општина Кавадарци е од преголемо значење за системот за згрижувачки семејства во Македонија. Говориме многу на темата згрижувачки семејства изминатите години, даваме навистина максимални напори, пак ќе кажам со поддршка на сите општини на СОС Детско село како партнер токму во згрижувањето. Меѓутоа, она што недостасува и постојано разговараме и со директорката, меѓутоа и со сите општини, секако предизвик кој држава го имаме моментот дека навистина ни се потребни и поголем број згрижувачки семејства, меѓутоа и моментот кој што го разговараме постојано да има систем кој што ќе биде одржлив во самиот систем за социјална заштита, така да продолжуваме да бидеме отворени за соработка како Министерство за социјална политика, демографија и млади и војнина и со сите предлози кои што ги имаат и самите општини, меѓутоа и СОС Детско село и сите добронамерници да видиме како најдобро да го поставиме овој систем војнина и да биде секако ефикасен. Општина Кавадарци секогаш е партнер во интерес на социјалната категорија и загрозеност и како општина работиме на повеќе проекти, меѓу кои еве денеска и отварањето на ова канцеларија, каде што ќе се подигне малку свеста и за згрижувачки семејства, меѓутоа и потребата од самата намена за групно спестување на социјално загрозени близнаци на деца. Можеме да кажем дека имаме супер соработка со СОС Детско село, со Министерството имаме идеална соработка, слухот од Министерството е на високо ниво и би потенцирал, би кажувал дека покрај денешниот настан кој што ги имаме, во делот на ризикот од социјала и загрозените семејства и деца и изголемувањето на бројот на згрижувачки семејства, општина Кавадарци работи на повеќе социјални категории. Во моментот се гради заедно со Министерството за труд и дом, кој што мислам дека прв ќе биде во Републиката од таков обем и карактер за деца со физичка или ментална попреченост, каде што ќе имаме вработено соодветни луѓе и личности во делот на нивното понатамошно терапевско лекување и спестување делно во текот од денот, да може семејства да си ги обавуваат своите обврски. Знаете дека во изминатиот период изградивме и 10 апартмани, кои што токму ги користиме во социјалниот ризик на загрозеност и за лица, меѓутоа и за семејства погодени од други неприлики и ред други работи кои што општина Кавадарци сегаш одвојува и соодветен буџет заедно со невладината организација, поготово со СОС Детско село, кој што можеме да кажем дека едно од најпрофесионалните институции до сега што има работено на овие проблематики. Така да денеска честа на наша страна што е Кавадарци и регионот Вардарски што бие таква канцеларија и можност за подигање на свеста за згрижувачки семејства. Ние имаме доделена надлежност од државата, односно од Министерството за социјална политика, труд и демографија за млади сега поново, да отвориме центар за поддршка на згрижувачки семејства и тоа во 3 региони, во Скопски, Југоисточен и Вардарски. Пред неколку месеци отворивме подрачно одделение во Струмица, а сега денес отвараме и овдека во рамките на општина Кавадарци, која што не ги отвори вратите и ја препозна важноста на оваа потреба, на овој центар, бидејќи има доста деца од овој регион и од оваа општина на кои што има потребно згрижување, а во Кавадарци има само 2 згрижувачки семејства. Купно во целиот регион има околу 16, меѓутоа да речеме во моментот има потреба да има барем 25 згрижувачки семејства. Целта зашто го правиме ова, за да бидеме поблиску до заедницата, поблиску до семејствата, да знаат каде може да се обратат за повеќе информации, да го промовираме згрижувањето
да се обидеме да подигнеме свест и кај граѓаните да се пријават нови згрижувачи, меѓутоа исто така заедно со општините да работиме повеќе и на свеста околу поддршка на семејствата, таму каде што има нарушени семејни односи, таму каде што има ризици, да се работи со тие семејства или да се помогне децата да останат во своите семејства или да се најде подобро решение за децата во друго згрижувачко семејство. Во изминативе 20 години, па и повеќе да кажам, немаше многу информации во јавноста што е тоа згрижувачко семејство, како може да се стане згрижувач. Значи, згрижувач може да се стане секој граѓанин, да кажам, до 62 годишна возраст може да биде згрижувач. Треба да има желба, има одредени критериуми, да речам околу да има одредени услови и така натаму, нели, каде да се грижи за тоа дете. Има одреден надоместок од државата, околу 15.000 денари, да речам, како буџет за детето. Меѓутоа, она што ние пак сакаме да го промениме за да ги мотивираме граѓаните и работиме со Министерството за да може да се воведе и некое професионално згрижување, да може граѓани кои што, да речам, сакаат, имаат желба, немаат друго вработување, можат да направат нешто корисно и во општеството, и за себе, и за некое дете на кое што му е потребно, така да со заеднички сили, со таа промоција, сакаме да направиме позитивни промени. Најмногу во Велес, таму е, да речам така, поголема традиција има згрижувањето и тоа кажува дека доколку граѓаните се поинформирани, дека може да се направи таа промена и може и овој регион да го заживее згрижувањето и да стане нешто што луѓето ќе го гледаат со поинакви очи. Бидејќи за да бидеш згрижувач, да превземеш одговорност за грижа и за иднина на едно дете е голема обврска од друга страна, меѓутоа и е за голема почит да превземеш одговорност за тук живо, да му отвориш домот на некого, да му дадеш можност во иднина да порасне, да стане здрава индивидуа, да се врати во општеството, бидејќи тие деца пак се наши деца на оваа држава и ние мораме сами да се погрижиме за тоа. Синоќ во 21 часот и 20 минути на улицата Западен булевар во Кавадарци, полициски службеници од полициското оделение за безбедност на патниот сообраќај при Овара Кавадарци го лишиле од слобода ЖЛ 53 години од Кавадарци со возилото Мерцедес со кавадаречки регистарски ознаки, кој го управувал на улицата, предизвикал сообраќајна незгода при што удрил во патничко возило Опел со кавадаречки регистарски ознаки управувано од ЗГ 58 години од Кавадарци. По извршени проверки било констатирано дека возилото го управувал под дејство на алкохол, односно му биле измерени 1,99 промили алкохол во крвта. Тој бил задржан во полициска станица и по документирање на настанот против него ќе биде поднесена пријава по член 297а од Кривичниот законник, безобзирно управување со моторно возило, информира денеска од СВР Велес. Денеска се работеше на мулчирање на вегетацијата на патот околу местноста Моклиште и Катуниште, со што значително ќе се подобри безбедноста и прегледноста при сообраќајот на локалните патишта во општина Кавадарци. Оваа акција ќе продолжи и на патот до Гркова чешма и назад до Ваташа, информираат од локалната самоуправа и додаваат дека активноста ја извршува јавното претпријатие Комуналец како дел од програмата за локални патишта. Вие сте со Дневникот, продолжуваме со останатите содржини. Повторно се потврдува тезата дека и актуелната власт на ДПМН, како сите претходни влади, го креирале корумпираниот систем кој ја опустоши Македонија. Во континуитет, министерот и адвокат на урбанистичката мафија Панче Тошковски се обидува со спинови, манипулации и закани да ја замолчи секоја критика против неговата селективна истрага за Кочани. Пишуваат во денешното соопштение до јавноста од Левица. Додека се обидува да изгради слика дека го руши корумпираниот систем,
Фактите кои се обзнануваат во јавност укажуваат како и фамилијата Тошковски била дел од овој систем. Имено, токму таткото на министерот на МВР во 2013 година бил осуден за измама на 8 лица заради примање мито при посредување за инвалидски пензии. Неговиот татко бил осуден на 2 години условна казна затоа што од оштетените лица противправно наплатил речиси 25.000 евра, ветувајќи им дека ќе стекнат право на инвалидска пензија. Односно, таткото на Тошковски безобзирно манипулирал со поединци кои очигледно во незавидна положба биле принудени да плаќаат огромни суми за да се изборат против аномалиите на системот. Бидејќи министерот Тошковски за време на претходната влада на Груевски бил дел од институциите на системот преку Министерството на Миле Јанакиевски, очигледно тоа што бил дел од власта било доволно за неговиот татко да прави матни сделки со инвалидските пензии, пишуваат од левица и подсетуваат во соопштението дека министерот Тошковски немал одговор за скандалот со апсењето на обезбедувањето на премиерот Мицковски, односно немал никаква информација во јавноста кое е второто лице кое било апсено. Велат од левица и на крај додаваат дека селективниот пристап на Тошковски и за огромната трагедија во Кочани, каде ниту еден актуелен началник од полицијата не е дел од истрагата, представува кулминација на ужасното владење на новата влада. На соопштението на левица реагира од владеачката ВМРО ДПМН. И разбираме и нервозата и фрустрацијата на партијата Левица при врзок на Зоран Заев и групата влюбеници во делото на Енвер Хоџа спрема министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Позади таа фрустрација се крие стравот и знаењето дека Тошковски расчистува со криминалците и што законот после долги децении важи за сите подеднакво. Тошковски не сокри ништо, не рече дека законот не важи за неговиот татко, а за сите други важи. Туку и роден брат или сестра да е, ако се огреши треба да одговара. Затоа и Левица и Димче Апасиев се преплашени. А еве дополнителна причина за нивниот нов страв, велат од ВМРО ДПМН. Се размотува клопчето околу деловниот простор од над 400 метри квадратни на Левица во центарот на Скопје. Вистината целосно излегува на виделина. Тезите дека Левица купила подрум воопшто не се точни и представува манипулирање на членството на таа партија, но и граѓаните воопшто. Фотографиите кои ги видовме од деловниот објект јасно се гледа дека не е само подрум во прашање, туку и високо приземје. Интересно е што во овој објект на Левица пред нецели 2 месеци е отворена фирма и кафе-бар, а собственикот на истиот е член на Централниот комитет на Левица Зоран Ивановски, кој истовремено е и член на управниот одбор на јавното претпријатие Водовод и канализација. Ова е извадок од тековна состојба од која се гледа дека адресата на фирмата на Ивановски е во дуќанот на Левица. Ивановски може да се види често и во друштво на Димитар Апасиев. Почитувани толку од скромноста и левичарството на Апасиев и Левица. Од левичари до могули со кафе-барови преку ноќ. И Апасиев и Левица се демаскирани. Председателот на СДСМ Венко Филипче во одговор на новинарско прашање изјави денеска дека се одржува првата средба на работните групи за правосудството со фокус на реформската агенда. Иницијативата дојде после трагедијата во Кочани. Ги слушнав јас лично раководството на партијата, барањата, апелите на граѓаните. И тоа е нешто што сите ние многу добро го знаеме, дека граѓаните не сака да гледат дневно политички препукувања, туку навистина нешто суштински да се случи за да тргне земјата напред, а за таа работа на многу ниво е потребна заедничка работа на практично сите политички чинители. Прво мора да кажам дека ми е многу жал што одредени политички партии ги одбија иницијативите, па дури сака да дадат една етничка димензија на целокупната таа иницијатива и средба која што имавме со премиерот. Суштината е да се работи заедно на реформската агенда, која што значи зајакнување во одредени 7 до 8 области на сфери кои што понатаму, кога искрено се надам ќе дојде и тоа време, а искрено се надам дека ќе биде што побрзо, се отварат и поглавијата, ќе ги
припреми тие области да може полесно да бидат усогласени со европското законодавство. И во тие 7 сфери на место приоритетно е на правосудството. И тука точно знаеме што треба да се направи, кои закони да се донесат. Крајниот временски рок според подпишаниот план за раст реформската агенда на законите за правосудство е јуни 25 година, сега за 2 месеци, а ниту еден закон не е поднесен во собранието. Затоа мојата иницијатива како претседател на Националниот совет за евроинтеграција во парламентот беше да ги прошириме нашите првовидици, да ги надминеме суетите, да го организираме и граѓанскиот сектор, универзитетите во тие сфери и да сите заедно работиме на тој план. Така да во однос на прашањето дали ќе предложиме и во други области, да, во сите области во кои што имаме закони од реформската агенда, а во однос на тимот за правосудство, покрај подпредседателката и уште една професорка од правниот факултет, после првичниот коментар на министерот за правда, кој што не знам на што се темееше, веројатно некое дневно политичко препукување. Во текот на вчерашниот ден стигна предлог за средба и таа денеска е закажана и е веројатно во тек, ако не е и веќе завршена, така да у текот на денот ќе информираме јавноста како поминала. Сепак еден систем кој што треба да го воспоставиме. Дали тоа ќе биде работна група, дали ќе биде, јас би сакал сите партии да се вклучат во тие работни групи, за да сите дадеме придонес во спроведувањето на реформската агенда. Следуваат информации од спортот. Ракометарите на Тиквеш загубија од Охрид со 20-24. Викендов во купот Кавадарчани играат против Аеродром во групата на која домакин е токму екипата на Охрид. Петтото коло во ракометниот плејоф донесе многу возбудливи дуели. Во Битолово првата голема пресметка помеѓу Еврофарм Пелистер и Вардар минимално славеа гостите. Вардар победи со 34-35 и ја превзеде првата позиција на табелата. Алкалоид во скопската пресметка тесно и потешко од очекувањата го доби Бутел со 33-30 и во Кавадарци во борба за позицијата број 4 славеа гостите. Охрид победи со 20-24 пред се заради бледото издание и многуте грешки на ракометарите на ГРК Тиквеш. Петото коло од плејаутот донесе сигурни победи на водечките екипи. Струга дома загуби од Прилеп со 25-30, а Радовиш пружи силен отпор, но сепак беше поразен од Пролет со 24-26. Куманово го искористи домашниот терен и го победи Борец со 28-25. Овој викенд ќе се одиграат четвртфиналните групи во Купот на Македонија во ракомет. Домакин на групата 1 ќе биде Скопје и екипата на Алколид. Групата 2 ќе се игра во Битола, каде домакин е Еврофарм Пелистер. Групата 3 исто така ќе се игра во Битола во салата Боро Чурлевски, додека домакини на групата 4 ќе бидат Спортско-рекреативниот центар Билјанини извори и тимот на Охрид. Надпреварите од групната фаза ќе се одиграат на 26, односно 27 април, освен групата 1 заради евронастапите на Алкалоид, додека завршниот турнир ќе се игра од 15 до 18 мај. За Final Four ќе се борат сите 12 суперлигаши, но и 4 прволигашки екипи, а бранител на трофејот е Алкалоид. Значи во Купот на Македонија во групната фаза ќе играат група 1 Скопје во автокоманда играат Алкалоид Мултиесенс и Партизан Гевгелија Пролет. Група 2 Битола во салата Боро Чурлевски, Еврофарм Пелистер Куманово и Радовиш Струга. Група 3 исто така во Битола во Боро Чурлевски салата, Вардар го пречекува Бутел, а Борец Фрутленд игра со Еврофарм Пелистер 2. И во групата 4, која што се игра во Охрид во салата Билјанини извори, Прилеп ќе го пречека Охрид, а Тиквеш му е домакин на Аеродром. Тиквеш во недела гостува во Битола кај Пелистер. Во фудбалска Македонија следуваат надпревари во кои секоја грешка скапо се плаќа. Возбудувањата во македонскиот фудбал влегуваат во завршна фаза. Второлигашите утре ќе ги одиграат средбите од 26-тото коло во кое се среќаваат Детонит Арсими, Кожу Беласица, Осогово Башкими, Вардарски Победа, Скопје Охрид,
Сасановаци, во дербито во Штип Брегалница ја пречекува Македонија Џорче Петров, а во Неготино Вардар ќе го пречека Велешки Борец. Надпреварите од 29-тото коло во првата македонска фудбалска лига ќе се одиграат во недела. Дербито на колото ќе се игра помеѓу Силекс и Струга, а во борба за опстанок Брера ја пречекува Воска, Вардар ќе игра со Беса, а Тиквеш гостува кај Пелистер во Битола. Шкенде е домаќин на Шкупје, работнички ќе му гостува на Гостивар. Третолигашите од групата Југ средбите од 23-тото коло ќе ги одиграат во недела и во истото се среќаваат Росоман Превалец, Венец Бучин, Дреново Влаз Ними, Слога Лажани Ултрас и во големото дерби Големо Коњари ќе го пречека Башкими. Во ова коло слободни се екипите на Младост и Питогули. Тиквеш Голден Игла го пречекува Гостивар за заверка на опстанокот. Пробаскет останува во женската кошаркарска елита, откако повтор пат ја совлада Струга. Продолжуваат кошаркарските четвртфинални возбудувања во машка и женска конкуренција. Кај мажите, доколку судиите не одлучат поинаку и повторно го активираат штрајкот, утре се играат 3 надпревари од вториот круг, и тоа МЗ Феникс, ТФТ Чаир и Куманово Кожув. Во недела, својот надпревар ќе го одиграат Работнички и Пелистер. Домашните екипи по првиот круг сите имаат по една победа. И во плей-аут фазата викендов ќе се одигра второто коло. Тиквеш Голден Игл има убава можност да го верификува опстанокот, бидејќи веќе утре, сабота од 17 часот, во Кавадарци доаѓа Гостивар. Во вториот надпревар во недела Вардар ќе го пречека Шкупи. Викендов стартуваат и четвртфиналните дуели кај девојките, бидејќи вчера екипата на Пробаскет забележа победа и во вториот бараж против екипата на Струга со резултат 53-67. Кавадарчанки со победата во Струга си го верификуваа опстанокот, па и следната сезона ќе играат во женската кошаркарска елита. Всушност тоа беше и знак за почеток на четвртфиналните дуели во плейофот, во кои ќе се сретнат Баскет Кам Спорт Тим, Бадел МЗТ, Вардар Патриот и Крива Паланка Пробаскет. Утре променливо облачно и нестабилно со повремени локални врнежи од дожд и грмежи. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, грмежи, силен ветер и услови за изолирана појава на град. Температурата до 23 степени. Во деновите од викендот ќе се задржи променливо облачно и нестабилно време со повремени врнежи од дожд и појава на грмежи, локално ќе има поинтензивни процеси во форма на невреме. Стабилизирање на времето се очекува во вторник. Тоа беа содржините во дневникот. Благодарам за вниманието, ви посакувам секое добро.